Почитувани наставници, моето име е Марија Велиновска-Вилковска, специјален едукатор и рехабилитатор. Преку ова кратко видео би сакала да ви дадам кратки насоки како да прилагодите соодветно текст кога подготвувате содржина за ученици со попреченост. Пред да почнеме со основните насоки за прилагодување на материјалите, би сакала да напоменам зошто е потребно да се прилагодат материјали кои што се користат за време на онлайн наставата. Секако, за да може успешно да ги вклучите сите ученици во програмата која што ја спроведувате, а кои што се дел од вашата училница, мора да направите соодветни прилагодувања кои што ќе одговараат на можностите и способностите на учениците. За да овозможите што е можно поголем степен на самостојност, што значи тоа? Учениците самостојно да ги следат видеата кои што вие ги подготвувате и самите материјали, без при тоа да им биде голема потреба од поддршка од самите родители. И секако за да можат активно да учествуваат во сите оние наставни содржини кои што ги приготвувате и при тоа активно да можат да ги изработат задачите кои што им ги поставувате преку оваа онлайн настава. При прилагодувањето на материјалите кои што се користат во наставата, имајте на ум, односно имајте ги во предвид способностите на учениците и тешкотиите на кои што наидуваат со цел да направите соодветни прилагодувања. Што значи тоа? Ако во училницата имате, односно во одделението имате вклучено двајца ученици со ист тип на попреченост, например интелектуална попреченост, прилагодувањата ќе се разликуваат. Ќе се разликуваат според нивните можности и способности. Затоа многу е важно, а верувам дека вие си ги знаете способностите на учениците кои што се дел од вашиот клас, да ги направите според нивните можности и способности. И секако, како добар совет е да поразговарате со самите ученици, доколку се нели на поголема возраст, и знаат да кажат што им е тешко, односно што им е лесно, и со нивните родители, бидејќи тие веќе нели користат и дел од оние видеа кои што вие ги имате подготвено, да видите на што повеќе треба да обрнете внимание кога подготвувате соодветна, односно одредена содржина. Кога прилагодувате содржина, многу е важно да го изберете соодветно фонтот, односно како ќе изгледаат буквите. Знаете дека во Word документот или во PowerPoint, било која програма за пишување да ја изберете, имате можност да изберете како ќе ви изгледаат буквите. Значи може да изберете, еве неколку примери, на еден ист збор кој што е напишан во 3 различни фонта. Гледате дека кога сакаме да бидеме креативни, кога сакаме документот да ни биде убав, интересно напишан, можеме да програмите во компјутерот ни нудат можности да избереме различни фонтови. Дали тоа ќе бидат закосени букви, можеби малку здебелени, со извиткани краеви и слично. Меѓутоа, кога подготвувате содржина за ученик со некаков тип на попреченост, препорачуваме да го изберете фонтот Arial, кој што е пристапен и на тој начин многу полесно материјалите кои што ги подготвувате се читливи и може да ја примат информацијата која што ја подготвувате во самата содржина. Еве еден пример на една иста реченица напишана во 2 различни фонта. Првиот фонт е фонтот Габриола, која што може да го најдете во Word додека пишувате. Еве како изгледа тој, а еве во втората реченица како изгледа реченица напишана во фонт Arial. Значи многу е важно кога избирате фонт, тој да биде пристапен, за да биде читливоста на содржината многу полесна и на тој начин ученикот многу полесно да го прочита она што вие го подготвувате. Исто така, многу е важно да запомните дека кога пишувате реченица, да не користите 2 или повеќе различни фонта во еден документ. Еве како изгледа првата реченица во која што се употребени неколку фонта, а еве како изгледа втората реченица во кој што е употребен само фонтот Arial. Можете да забележите дека првата реченица може изгледа креативна, разиграна, меѓутоа сета таа креативност и разиграност кај одреден тип на попреченост може да представува потешкотија, како на пример
лицата кои што имаат намалено внимание, можеби оние зацрнати букви да им го одвлечат вниманието и да се фокусираат токму во овој збор, а да ги избегнат другите зборови. Или лицата кои што имаат поголемо оштетување на видот, да може да го примат само првиот збор, а другите да не може да ги прочитаат, да не може да ја видат содржината како една, односно реченицата како една целина. Големината на буквите е исто така многу важна. Значи, дали ќе изберете помали или поголема димензија на букви, зависи од тоа колку ученикот може да ги прими информациите, односно тоа најчесто е многу важно да го направите кај ученици кои што имаат поголемо оштетување на видот. И затоа, како што напоменав и на самиот почеток, добро е да поразговарате, бидејќи досега може и не сте имале можност да направите електронски документ, да го прашате ученикот, односно да ги прашате родителите, која големина на буквите им е најдобра за читање. Бидејќи имаме ученици со оштетување на вид на кои што и 18 како големина на буква им е во ред, меѓутоа имаме и ученици на кои што им е потребно прилагодување на големината на буквите до 36. Затоа, значи најфино е да се поразговара и да се види која големина им е најсоодветна и дали треба да имаме задебелување на буквите или пак не. Подготовка на содржина, односно употреба на боја, контраст. Со цел да се овозможи поголема читливост на содржината на документот, при подготовка имајте го во предвид контрастот помеѓу бојата на буквите и заднината на текстот. Што значи тоа? Да имате силен контраст помеѓу позадината и она што го пишувате. На тој начин ќе обезбедите прилагоден и пристапен материјал за лицата кои што имаат поголемо оштетување на видот, меѓутоа и за лицата кои што имаат церебрална парализа, бидејќи на нив им е многу важен тој контраст за да можат многу пофино и поубаво да го прочитаат текстот кој што го нудите. Избегнувајте да користите заднини со различен дизајн, кој покрај соодветниот контраст може да влие на читливоста на текстот. Ќе ви покажам неколку примери и повторно, значи во име на креативноста, знаеме многу често да си избереме соодветна боја на позадината, при тоа да не внимаваме каква боја на буквите ќе избереме. Првиот пример за нас може да биде сосема во ред да ја прочитаме реченицата, меѓутоа за лица кои што имаат поголемо оштетување на видот, верувајте дека може и воопшто да не ја гледаат реченицата, да ја гледаат само позадината. Имаме и примери во кои што, бидејќи самата програма на PowerPoint ни нуди можност да избереме различни позадини, имаме еве еден пример во кој што е употребена интересна позадина со букви во силен контраст, меѓутоа контрастот помеѓу позадината и буквите не е доволно силен за да може да го прими како информација, односно да го прочита како реченица лице кое што има поголемо оштетување на видот или пак лице со церебрална парализа на кој што му е тешко да ги издвои буквите од позадината која што има многу детали. И третиот пример ни покажува пример за пристапен контраст. Бела позадина со црни букви. Тоа е еден од најдобрите контрасти кои што лицата со поголемо оштетување на видот велат дека најсоодветно и најдобро може да прочитаат одредена реченица во текст. И сега, кога подготвувате содржина, значи мора да внимавате на самиот текст кој што го прикажувате. Секогаш, кога имате одреден текст и треба да го прилагодите според можностите и способностите на учениците, употребете кратки и јасни реченици. Бидејќи лицата со интелектуална подпреченост имаат тешкотија да ги разберат апстрактните поими. Во такви случаи, секогаш обидете се апстрактните поими да ги објасните на поедноставен начин со зборови кои што им се познати на самите ученици. Употребете кратки, јасни реченици и на тој начин текстот би бил посоодветен и попристапен за лица кои што имаат интелектуална попреченост, меѓутоа и за лица кои што имаат оштетување на слухот и лицата со аутизам.